Само пред неколку месеци никој не можеше да претпостави кои промени и пресврти би ни се случиле. Коронавирусот ги уништи плановите на многумина и буквално не принуди да размислуваме од друга перспектива. Не товари да се адаптираме на промени и не ни остави друг избор. Со појавата и ширењето на COVID-19, воспитно-образовните установи, односно детските градинки, сите основни и средни училишта, како високообразовните институции, ставија клуч на вратите и учеа нов метод. Метод кој што го нарекува онлайн учење или пак учење од дома. Секое училиште, основно и средно, требаше да создаде услови за своите ученици, со што би се реализирало далечинското учење. Ова е една од најголемите промени што се случила во македонското образование. Екипата на телевизија Здравкин, уште од почетоците на вметнување на онлайн наставата го следеше процесот, при што извршувавме истражувања за тоа како се спроведува истата во основните и средните училишта во градот Велес. Денес ви ги представуваме заклучоците од нашата двомесечна анализа. Како секој почеток, така и овој. Оваа промена не беше воопшто лесна. Така и на училиштата од Велес им беа потребни неколку денови за да се прилагодат, да изработат план според насоките од Министерството за образование и наука, за тоа како ќе функционира ова ново учење од дома, а при тоа учениците да добијат квалитетна настава и да немаат дупка во своето образование. Ние започнавме од најмладите. Првото истражување го спроведовме во училиштето Блаже Коневски во Велес. Од телефонскиот разговор со директорот на училиштето Јован Чеманасков заклучивме дека тие успешно се снајдоа во ова новонастаната ситуација. Најчесто употребувани алатки за меѓусебна комуникација се практикувани Zoom, Microsoft Teams, како и Classroom. Од наставникот пак Лорета Стојановска дознаваме дека успешно се спроведува и наставата во основното училиште Панко Брашнаров. Нејзината наставна програма за најмладите се карактеризира со употреба на различни проекти, помошна табла како интересни презентации, со цел по успешно доближување на наставните единици на најмладите, кои што се категорија на ученици кои што бараат посебно внимание. Секојдневно прикачуваме домашни работи, решаваме задачи по математика, поставуваме прашања, анализираме одговори и го негуваме македонскиот јазик. Вака наставникот Стојановска опиша еден онлайн час со најмладите и најслатките. Потоа се преселивме кај учениците во средно образование. Директорот на гимназијата Кочо Рацин Гоце Алексовски прецизираше дека вработените како и учениците многу брзо ги прифатиле промените, бидејќи на големиот дел од нив веќе имале искуство во делот од платформите на Zoom, Classroom како и социјалните мрежи за комуникација. Професорот пак по германски јазик од ова училиште, Пенчо Кимов, за нашата телевизија го презентираше проектот Активниот дома, каде што беа приклучени ученици од гимназијата, љубители на германскиот јазик, со цел да ги мотивираат своите ученици да создадат здрави навики и во карантинските денови. За онлайн наставата во средното стручно училиште Димитрија Чуповски дознавме од наставникот Александра Банева, која несебично не информираше како се одвива еден нејзин час преку платформата Zoom. Карактеристично беше што на прекрасен начин сподели на останатите зошто ова средно училиште е вистинскиот избор, како и фактот дека Банева своето средно училиште го стекнала токму овде. Во делот на образованието не ги заборавивме и уписите на идните средношколци. На јавноста ги презентиравме понудите и нештата со кои се разликуваат меѓусебно средните училишта во Велес, со цел најмладите да го направат вистинскиот избор кога станува збор за нивната иднина. Воглавно констатиравме дека онлайн наставата во основните и средни училишта во Велес успешно се спроведе, на почетокот со мали препреки, но со текот на времето усовршување на новостекнатите техники и методи, преферирајќи ги предностите на технологијата. Драги ученици, ви посакуваме среќен и исполнет летен распуст.